Закани со кривични пријави од градежните фирми и сопствениците на парцели кај фабриката Треска го вознемирија Советот на Општина Центар, кој повеќе од една година најавува конкурс за ново идејно решение. Ова историја не било, барем мене се сеќавам, вакво нешто да стигне до Советот. Повикувајќи се на важечкиот детален урбанистички план, инвеститорите сакаат да почнат да го градат она што го дозволиле претходните општински власти. Секогаш сме ние за компромис, ама компромисот е веќе помината работа. Градоначалникот пак тврди, има и време и механизми за решение. Изгубена ли е оваа битка за Треска и за Holiday Inn? А ние ќе се бориме да не биде. Распаднати погони, остатоци од мебел, слики од едно друго време сведочат за периодот кога тука функционираше фабриката Треска. Денес наликува на голема депонија, а оној што не ја знае, не би предпоставил дека овој простор е во срцето на Скопје. Станува збор за повеќе од 62.000 квадратни метри. Според последниот детален урбанистички план од 2012 година, тука треба да никнат 30 згради. Но градење не беше можно неколку години, бидејќи просторот е дел од деталните планови кои Општината Центар ги стави под мораториум, затоа што не се во согласност со генералниот план за Скопје. Општината не стигна да го поправи планот, а Уставниот суд неодамна го укина мораториумот, па сега е отворен патот за градба. Додека инвеститорите чекаат одобренија за идејните проекти, локалната самоуправа ја турка идејата за нов план преку архитектонско-урбанистички конкурс. Местото кај поранешната фабрика Треска е меѓу последните локации во центарот на Скопје од толкав габарит, каде што се уште не почнало да се гради. Идејата за распишување на јавен конкурс беше за да се најде компромис меѓу приватниот и јавниот интерес и да се воспостави нова пракса во урбанистичкото планирање. Според анализите на Општината, стариот дуб кој доскоро го опфаќаше и просторот кај Треска, одстапува од ГУП-от по разни параметри. Меѓу главните проблеми е што планот предвидува експанзија на згради и раст на бројот на жители, додека недостасуваат јавни површини и објекти, како градинки, паркови, плоштади. Идејата е со јавниот конкурс кај Треска освен згради да се изградат и содржини од јавен интерес, за просторот да може да дише и да не биде тесно грло на градот. Но процедурата за конкурсот повеќе од една година тапка во место, а на инвеститорите не им се чека. Бидејќи при спроведување на конкурсот, но и усогласување на параметри на детален урбанистички план со генерален, и требаше представник кој што ќе може да ги помогне. Сепак Простете, градоначалник, раздвоете се таму вие четворица. Ајде брзо. Ако не оправдано. Ајде брзо, некој да ви поделам карти и играјте, барем ќе молчите. Концентрацијата на советниците беше слаба на почетокот на минатонеделната седница на Советот на Општина Центар, на која се разговараше за доекипирањето на комисијата, која треба да го спроведе конкурсот за просторот кај Треска. Се смени кога председателката ги извести советниците дека председницата за секој од нив лично стигнала опомена пред тужба. Испраќачи се инвеститорите и сопственици на парцелите кај Треска, кои се закануваат дека ќе ги гонат кривично советниците, доколку распишат јавен конкурс. На овој начин ми прави притисок. Ова адвокатско друштво ми прави притисок што јас да правам, дали да гласам или да не гласам. Значи целта е притисок. Сега ќе ме плашите дека вие како советници лично ќе одговарате затоа што барате да ставите ред во планирањето кај Треска. Ова историја не било, барем мене се сеќавам, вакво нешто да стигне до Советот. Советниците се договорија да испратат одговор до инвеститорите дека нивната закана е правно неиздржана и дека не одстапуваат од идејата за конкурс. Но другата страна не мисли така. Сите ние толкуваме на некој начин притисок и закан. Не, тоа се исклучиво брањање на нашите права загарантирани со устав и со закон оваа држава. Роберт Јакимовски од компанијата Golden Art, кој вели дека зборува во име на сите сопственици на имот кај Треска, потенцира дека инвеститорите нема да дозволат конкурсот да помине. Се бранат со така наречено стекнато право.
Принцип што според нив забранува да се скрати еднаш дозволена висина и основа за градба на една градежна парцела во приватна сопственост. Иако општината нема такви сознанија, инвеститорите тврдат дека кај Треска има опасен материјал кој треба да се отстрани што е можно побрзо. На самата локација моментално поседуваме преку 50.000 квадрати површина под азбестни плочи. Тоа е канцероген материјал, тоа не е еколошка бомба во строгиот центар на градот. Тоа е еколошка катастрофа и може да не се деси еколошка катастрофа доколку дојде, до не дај Боже, пожар или не знам какви други непријатни ситуации. Тоа е интересот на сите нас. Тоа е јавниот интерес да го расчистиме тој дел, да го урбанизираме и да го направиме похуман и поубав за живење за сите граѓани во градов Скопје. Инвеститорите веќе чекаат одобрение за идејните проекти за градба, а поднеле и барања за доокрупнување на дел од парцелите. Планираат да градат според стариот и важечки детален урбанистички план, во кој десетици згради се наредени една до друга, пошто станаа познати како наполитанки. Јакимовски сепак уверува дека ќе има отстапки и дека ќе водат сметка за хумано живење. Ние како сопственици инвеститори само иницијативно ги предвидуваме параметрите тие што ги налага новиот закон за урбанистичко планирање. А тоа, паркирањето да го решиме во склоп на градежна парцела, зелената површина да не биде пред 5% како што е предвидена по стариот детален урбанистички план, туку таа да биде преку 20%, во склоп на самите парцели да уредиме зелени површини, дворни површини и се останато. Иницијаторите за распишување на конкурсно решение имаат поинаков став. Екс-председателката на Асоциацијата на архитекти, Даница Павловска, чија иницијатива за конкурс ја поддржаа повеќе институции и граѓански здруженија, во просторот кај Треска гледа шанса за воспоставување нова зелена филозофија во уредувањето на градот. Се останато прави хаос. Го подкрепува хаосот и ако не во сообраќајниот, во инфраструктурниот систем, тогаш во квалитетот на домувањето, во зеленилото. И ние сега имаме нови стандарди. Ставовите на сопствениците дека не смее да се распишува конкурс за приватен имот, според Павловска, не држат вода. Таквото решение секогаш може да се спроведе, не е нешто што системот не го предвидува. Ние имаме јавни простори, односно јавни намени реализирани и на приватна сопственост земјиште која што на одреден начин се компензира. Значи може и постои процес на експроприација, постојат и други процеси низ кои што едноставно се спроведува организацијата на градот. Инвеститорите пак велат дека дале шанса за компромис. Понудиле и предлог решение со кое зградите се проектирани поинаку, за да има повеќе простор за јавни и зелени површини. Но бидејќи не наишле на разбирање, проектот не планираат да го предложат на евентуален конкурс, затоа што веќе не веруваат во процесот. Со факти и со аргументи, до ден денеска јавно немаме излезено страна на општината дека деталните урбанистички планови не се усогласени со генералниот урбанистички план. Така да, во однос имавме 3 години чекање, кога беше под суспензија деталниот урбанистички план да се реши тоа. Нема решавање на делот во однос на деталниот урбанистички план. Имаме година дена поминато, каде што веќе е актуализирана темата конкурс за постоечката локација, исто немаме поместување од првичните разговори до денеска, немаме поместување ни милиметар во однос на тоа што треба да се решава така. Зошто процедурите за измени на планот се влечат толку долго? Градоначалникот на Центар, Саша Богдановиќ, вината ја префрла на институциите кои одбиле да бидат дел од стручната комисија што треба да го спроведе конкурсот. Например, Агенцијата за планирање на просторот одби да делегира представници во комисијата. Според Богдановиќ, многу време се потрошило и откако од првичната комисија отпаднаа представниците на инвеститорите, откако антикорупцијската комисија предупреди на судир на интереси. Дали свесно се купува време? Еве јас сега ве прашувам, дали комисијата што треба да го спроведе конкурсот купува време? Не го купуваме ние. Ние сме си ги завршиле нашите обврски. Значи, јас затоа кога имав изјава пред ДКСК кога зборев, сите институции треба да се вклучат во решавање на овие проблеми. Вие имате донесени планови од претходно, кои што биле
спротивставени и донесени после донесен генерален урбанистички план со параметри од стар генерален урбанистички план и гледате никој не покренува ништо. Кажете ми каде има нешто. Само има некои најави, ама се стои. И вие сега сите викаат општината. Општината е последна што може нешто и прави. И за тоа ќе бидете известени. Ама јас не можам да направам чекор со кој што утре ќе заглавам општината. Градоначалникот тврди дека не се тактизира со обидите за стопирање на плановите што се на сила, но во меѓувреме состојбата е во полза на инвеститорите. Додека не се распише конкурс, вие сте должни да им одговорите на нивните барања. Добро, ќе им одговориме. Како? И па си има одредени правила кои што мора да бидат испочитувани. Ако не се испочитувани, според тогаш стариот нема. ДУП. Без разлика дали е стар или нов план, имате општи правила кои што треба да бидат почитувани. Ако не се испочитувани, нормално ќе добијат негативен одговор. Вие ќе гледате параметри од стариот спорен И да има нов ДУП, и да има стар ДУП. ДУПот само ја уцртува намената и парцелата. Во рамки на реализација на одредена парцела мора да ги испочитува некои услови кои што се пропишани согласно закон. Ако не ги испочитува, може он што сака да прави. Добро, согласно ќе се испочитува согласно стариот Ќе ДУП. видиме, затоа Тие ви кажам. наполитанки како што знаевте да ги кажете, ќе си ги проектира така како што си е во ДУПот. Прома, може има и други услови за да дојде до тоа. Не зависи само то така да дојдете да се испроектирате. Сме имале такви ситуации каде што биле враќани цели постапки од почеток и дури поништувани. Една од можностите за замрзнување или поништување на постапките е кај обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Антикорупцијската комисија побара од обвинителството да утврди кривична одговорност за тоа што се дозволило за просторот кај Holiday Inn да се донесе план што не е во согласност со ГУПот. ДКСК најавува исти проверки за локацијата кај Треска, од процесот на оттуѓување на земјиштето до носење на планот. Но ако не профункционира ниту еден механизам, прашање на време е кога ќе почне да се гради. Ќе се помирите ли дека оваа битка ја добија инвеститорите, на сила си е стариот ДУП и дека таму ќе се гради тоа што беше предвидено со стариот? Ќе ги исцрпиме сите правни механизми, кога ќе ги исцрпиме ќе дадам одговор.